почитувана министерка за финансии госпоđa Гордана Димитриевска-Кочовска, почитуван гувернер на Народна банка на Република Северна Македонија господин Трајко Славевски, почитуван главен извршен директор на Македонската берза господин Иван Штевиев, почитувани присутни. Ми представува особена чест да говорам на овој собир каде сум за прв пат. Гледам дека тука се собрани релевантни говорници и учесници од земјата и од странство во областа и за темите што денеска се предмет на расправа. Очекувам дека излагањата и дискусиите на оваа 24 годишна конференција на Македонската берза ќе генерираат идеи кои ќе бидат policy oriented и ќе го поддржат креирањето на ефективни политики за пазарот на капитал. Индеруар министре финансаве Зонја Гордана Димитриевска-Кочовска, индеруар гувернатор и банкос популорот Република Македонија Севериот Зоти Трајко Славевски, индеруар директор професор екзекутиви Бурса со Македонис Зоти Иван Штевиев, индеруар да праниш. Është një nder I veçantë për mua që të flas në këtë takim, kur jam për herë të parë. Shoh se këtu janë mbledhur folës dhe pjesëmarrës relevant nga vendi dhe jashtë vendit në fushën dhe për temat që sot janë lënë diskutimi. Pres që prezentimet dhe diskutimet në këtë konferencë të 24 vjetore të Bursës së Maqedonisë të gjenerojnë ide që do të jenë policy oriented dhe do të mbështesin hartimin e politikave efektive për tregun e kapitalit. Neka ova konferencija bide ušte посилен потик да ги впрегнеме потенцијалните и расположливите капацитети за понатамошен напредок, раст и развој на пазарот на капитал со цел да постигнеме стандарди рамни на европските пазари. Без ваков пристап попусто е да очекуваме Deus ex machina. Врвниот приоритет за кој треба сите да работиме е развиен, конкурентен и интегриран пазар на капитал во европското семејство. Посилен предизвик за тоа во моментов речиси и да не постои. Една од важните одредници на патот кон европските пазари е да се воспостави правна рамка на финансискиот пазар која е усогласена со регулативите на Европската унија и која возможува ефикасно работење на пазарот. Пред да ја преземам функцијата председател на Комисијата за hartии од вредност, во моето писмено обраќање пред изборот, се обврзав дека внимателно и одблиску ќе го следам и слухот на пазарната заедница за тоа дали и колку се целосно подготвени да пристапат во процесот на усагласувањето со новоусвоениот закони за пазарот на капитал. При тоа, недвојбено, изразив подготвеност да ги прифатам сите идеи и предлози кои се во интерес на пазарните учесници и пазарот во целина. И тоа се случи. Министерството за финансии вклучи Комисијата за hartии од вредност во подготовката на измените на Законот за финансиски инструменти и на Законот за проспекти и обврски за транспарентност на издавачите на hartии од вредност, кој од неодамна се објавија во службен весник на Република Северна Македонија, со што се пролонгира примената на законите на одредено време и се овозможни дополнителен период за подготовка и етапно усогласување од пазарните учесници. Веќе во средината на ноември, Комисијата во соработка со ЕБРД, а под покровителство на Министерството за финансии на Луксембург, ќе организира серија работилници наменети за пазарните учесници, котирани компании и други засегнати страни од новата законска регулатива. Ја користам оваа прилика да ги повикам сите заинтересирани за присуство на овие специализирани настани. Почитувани, стабилен и ефикасен финансиски систем има силно влијание врз економскиот развој. Постои консензус дека дизајнот на финансискиот систем е важен за економскиот раст, а воспоставувањето на соодветна регулатива и систем за надзор е исто толку суштинско. Поради тоа, нашата визија како регулатор е континуирано да го поттикнеме диалогот за клучните случувања на пазарите на капитал, а воедно да го зачуваме интегритетот, транспарентноста и отпорноста на домашниот финансиски систем. Ова можеме да го постигнеме само со оптимална регулација на пазарот на hartии од вредност,
која во основа е поврзана со информациите и нивниот третман како основен инпут при вреднувањето на финансиските инструменти. Очекувањата се навистина големи дека регулацијата успешно ќе го победи пазарниот неуспех во третманот на информациите и тоа акумулативно од нивното создавање преку пренесување па се до употребливост во инвеститорска смисла. Затоа, односот кон информациите треба да биде како кон јавно добро. Информациите и технологијата ги менува и пазарите што ги надгледуваме и начинот на кој ги надгледуваме. Сега останува со колективна и индивидуална посветеност и знаење сите да го дадеме својот придонос во структурното преобликување на пазарот на капитал. Па така ќе имаме исти правила за инвеститорите и пазарните учесници, со земите членки на Европската Унија, засилен надзор, правна заштита и поголема транспарентност. Во контекст на претходно кажаното, на почетокот на овој месец присуствував на меѓународна конференција за дигитализација на пазарите на капитал во Дубровник. Пораката која овде ја пренесувам е дека полека, но сигурно нашиот пазар, а и сите ние, пазарни учесници, регулатори, креатори на политики и засегнати страни, треба да се приклучиме кон глобалните трендови на дигитализацијата. Во постигнувањето на таа цел, за нас особено важен ќе биде процесот на интеграција со регионалните пазари. Токму пред интеграција би дошло до пазарна синергија и со здружени сили регионалните пазари ќе можат ефикасно да ги решаваат растечките проблеми и предизвици во дигиталната доба, подобро да ги сервисираат потребите на инвеститорите и да продуцираат нови инвестициски прилики. Па од тука очекувам истовремено ја поддржува македонската берза да ги искористи модалитетите согласно неодамна потпишаниот меморандум за заеднички капитални пазари во Централна и во Југоисточна Европа. Пред присутните во Дубровник го кажав нашиот институционален став, а еве и тука го повторувам дека комисијата ги поддржува иницијативите за пазарно интегрирање. И во таа насока веќе имавме првични состанок со регулаторите во Хрватска, Бугарија, Унгарија, Полска, Романија, Словачка и Словенија. Овој предизвик треба да го зграбиме, бидејќи македонскиот пазар на капитал има потенцијал за многу повисоки перформанси на раст од досегашните. Само така инвеститорите ќе почувствуваат директен ефект, поголема ефикасност и оплодување на инвестициите. Сите знаеме дека главната функција на пазарот е да ги поврзува субјектите со вишок капитал и оние на кои недостига капитал. Другите учесници, берзата и депозитарот, ја прават работата потранспарентна и поефикасна, а регулаторот сигурна. Но најскапата работа е довербата, која може да се стекне со години, а да се изгуби за секунди. Затоа нашата регулаторна улога е довербата да ја чуваме континуирано, што представува вредност non plus ultra. Поддршката од пазарните учесници е нашата најголема сила. Вашата доверба и активност се двигателот што го поттикнува целиот процес. Секоја ваша идеја, секој ваш предлог и секоја ваша заложба се темел врз кој заедно го градиме идниот развој на пазарот на капитал. Затоа, денеска не повикувам само на учество, туку и на соработка. Заедно можеме да создадеме иницијативи и проекти кои ќе донесат поголема ликвидност и конкурентност, но и иновации. Да имаме пазар кој не е само стабилен и доверлив, туку и пазар што е пример за визија, храброст и современост. Пазар во чекор со Европа за сите нас и за идните генерации. Прандай се однукјув тој ветен пар пјесмарје, пореде пар башкуним. С башку мунту криуем иницијатива де проекте че дот сиелин машин ликуидитет де конкуренц, пореде иновациона. Дека ме ние трекче нукаш дета ми чендруашам да и бесуашам, пореде ние трекче шемли визионит вудзимит де башко сис. Ние трек нахапме Европан, партаджит не, да пред женератата аршме. Ви благодарам на вниманието и уфалям делит парламентир.